Прашање за двајцата министри. Министр Димитров, пред една недела бугарскиот премиер упати, да ја наречам јас закана, дека доколку не се расчисти прашањето околу Гоце Делчев, дека е може блокирање од страна на Бугарија во октомври датумот за пристапување. Дали контактирате со бугарското министерство веќе и дали реално постои шанса Бугарија тоа право да го искористи во октомври, колку постои закон на Бугарија да стане нова пречка за Македонија? А за норвешката министерка во контекст на пристапувањето на Западниот Балкан, во овој контекст отворањето на вакви, користењето на вакви историски прашања кои не се директно поврзани со прашањата кои зависат пристапувањето, како вие ги оценувате од ваше искуство и колку е тоа полезно за регионот побрзо да дојде во НАТО или во Европската унија? Благодарам. Јас одам утре во Софија. Има состанок на Црноморската иницијатива, така што веројатно ќе имам прилика да разговарам за сите прашања. Јас сум убеден дека ќе успееме, убеден сум дека споделуваме крупни заеднички цели. Бугарското председателство со Европската унија, со Советот на ЕУ, помогна многу да се донесе вниманието на Европа на регионот и да се одржи после цели 15 години од претходниот самит со Западниот Балкан, да се одржи самит во Софија, како соседи што потпишаа договор за пријателство, кој што допре до многу деликатни и емотивни прашања за двете страни, во смисла на историјата. Јас сум убеден дека ќе најдеме начин низ почет кон другиот и пријателство да не ги загрозиме овие важни цели. Јас сум убеден дека македонскиот успех во смисла на европската интеграција е многу важен и за соседна и пријателска Бугарија и ќе најдеме начин ова апсолутно и да се оствари, не само да не бидат пречка, туку да бидат и промотор, како што прочем би беа и минатата година на Советот за општи работи и неодамна на последниот што се одржа во Луксембург. Благодарам. So I will, as a non-EU member, not go into the concrete discussion. I will only echo what Nikolai is saying about the prospects for that dialogue continuing. And I think it is also, of course, very good that you keep that dialogue very vibrant and very open and going to Bulgaria tomorrow and continue the discussions with Ekaterina.